Поздрав, магични мои, добре дојдовте на Уналум Тарот и на уште едно колективно генерално исчитување за денеска, да видиме кого денеска ќе шпионираме и како и за секој од вас да знае, кој што ќе дојде на ова видео, да знаете дека ова ќе бидат генерални колективни исчитувања од тарот картите и нема да резонира со секој од вас, но доколку резонира ова видео и ве доведе во прашање, сегмент, ситуација каде што и ќе треба да одговорите во вашата енергија или пак ви дава смер ова видео, знајте дека тука и токму ова видео е токму наменето за вас, за други пак од вас кои што нема да резонира ова видео, оставете за оние кои што и треба да резонира, улогите секогаш можат да бидат заменети и не заборавајте дека секогаш овие колективни генерални исчитувања од тарот картите се во колективна енергија и секогаш се упатуваат на случка настан или пак персона која што е блиска до вас, да ја окарактеризираме како енергија која што во денешново исчитување од тарот картите шпионираме персона која што е играч, енергија на играч 6 штапови. Енергија каде што овој играч е во енергија на победа, победоносна енергија. Значи овој играч бил во енергија на манипулативна победа, каде што и флиртувал со вас, драги мои, и е во енергија да задржи можност на во ваша енергија, да задржи можност на ваше безгрижно енергетско ниво, но и да биде во тестирање на вашата енергетска вредност, драги мои. Може би вие сте биле со оваа енергија во заедничка љубовна енергија, љубовна корелација, но ова енергетска вредност носи енергија да оваа персона доаѓа према вас во една победничка енергетска вредност, да издействува победа врз вас или пак да земе од вас енергија на победа и да однесе со себе, да биде во енергија да нешто затвори, некој циклус затвори или пак да овој играч добие назнака преку вашата енергија, преку вашата љубовна енергија, пожртвуваност или пак енергија да бидете во добра енергетска вредност, да издействува победа во енергија на его во работна енергетска смисла, да оваа персона ја познавате преку работна енергија, да е љубовен партнер преку работна енергија и да биде во енергетска вредност, да издействува победа, но залудно секоја енергетска вредност која што се базира на его трипова енергетска вредност, знаете дека секогаш настанува карма во оваа енергија. Ајде да видиме зашто токму оваа персона. Која е оваа персона која што денеска ви се појавува во ова денешно исчитување од тарот картите? Зашто? Што сака да ви порача оваа персона? Или пак универзумот за оваа персона што сака да ви порача? Драги мои, енергија на играч. Ајде да видиме зашто се појавува денеска во денешново исчитување од тарот картите. Асот на куповите, луда, енергија 6 пентакли, енергија на смрт, енергија на умиреност. Епа, драги мои, вие имате една историја со оваа персона. Се надевам дека оваа персона сте понудиле или пак ви понудила љубов. Асот на куповите е енергија каде што и ќе сте влегле во љубовна енергетска вредност или пак во романтична љубовна енергија каде што и сте биле во енергија на спиритуално заедно искажување на емотивност,
но оваа персона сака повторно и повторно обнова во вашата енергија. Значи, буквално играч, каде што и се навраќа во вашата енергија, каде што и ова лупова енергија, значи енергија на тркало на вербата или пак луда енергетска вредност е да треба да оваа персона верува во себе, но и се слуша во готовност на себе си, каде што и го слуша своето срце. Прави планови за да биде во стритна енергетска вредност, затоа е во енергија на 6 штапови, каде што издвојува победа врз основа на енергетска вредност на его. Оваа персона е егоцентрична енергија, но и е во енергија на реципрочно давање и примање со вашата енергетска вредност. Оваа персона е во енергија да затвори едно долгогодишно ослободување во неговиот енергетски дел, каде што и со смртта добива една смирена енергија, каде што и го затвара минатото, се ослободува од минатото, и е во енергија да дозволува сам на себе да се препушти во рацете на универзумот. Енергија каде што умереноста дава можност да бидете во енергија со оваа персона, каде што сте имале универзална потпора или пак енергија на божествени интервенции, каде што и ви се укажувала енергија на солуција, да можете да бидете во успешна енергетска вредност со оваа персона, но оваа персона е една егоистична енергетска вредност, каде што е играч за своји енергетски права или пак персона која што знае да сака, но тоа сакање е во енергија да биде само за него и за негови потреби. Ајде да видиме што сака универзумот да ви порача за кратко. Или пак оваа персона, 7 штапови. Енергија кралот на куповите. Енергија снага. Оваа персона ќе собере храброст да ви покаже емотивност, но и да биде во дефензивна фаза, значи во сама дефензија, затоа што оваа персона верува во вас, но и верува во нешто што не е неопходно да го направи. Оваа персона верувала на својата интуитивност, но и верувала на своето его. Оваа персона ќе биде во енергија да прифати персона како вас, но и да ги искаже своите енергии на топлина, великодушност, честност, пофалби, без разлика дека е и манипулатор во прашање. Но оваа персона, драги мои, колку што ве манипулирала, толку и оваа персона се заљубила во вас. Овој манипулатор сте го довеле во енергија да се заљуби во вас, драги мои. Оваа енергија ќе покаже сила и снага, затоа што ве гледа вас во една сила, енергетска вредност, каде што и му давате потпора на силина. Оваа персона ќе стане премногу љубезна према вас, но и ќе биде во самодоверба, ќе ви искаже самодоверба, но и ќе биде во енергија на да вие му опростите за ова играње во претходен период, каде што и ќе дојде во енергија да ви покаже љубов, доминација во љубов, да си ја покаже својата емотивност према вас, но и да биде во енергија да ви докаже и покаже колку е заљубен во вас и колку ги прифаќа вашите енергии на ваши чувства и ваши енергетски вредности. Драги мои, вие сте го довеле овој играч во една енергија да се заљуби во вас, но и да сега потрча према вас да му опростите, затоа што овој е ваш близаначки пламен или пак енергија на божествен партнер, каде што и ќе даде енергија на трансформација во вашата врска, која што ќе се надоградува во наредниот период. Се гледа